Почитувани, после секоја помината реколта, лозарите повторно се со наведнати глави, празни джебови и неисплатени трошоци. Скапото производство, бадиела вложениот труд, незадоволството од неисплатеното, на и онака ниската цена на грозјето и оваа година не изостана. Како и минатата година, и оваа грозјето ќе биде по иста цена, односно картошијата за 13 денари, а смедеревката за 11 денари. Лозарите се разочарани. 10 години се соочуваат со истата цена на грозјето, а трошоците секоја година им се поголеми и тие достигнуваат 100% изголемување. Криминалната влада во заминување, оваа година им вети на лозарите дека предаденото грозје ќе го исплатат најмногу за 3 месеца. Повторно лозарите се изманипулирани, а веќе е почната новата реколта. Голем дел од винарските визби не прават договор за тековната сезона и огромен дел на грозјето останува без решен проблем. Лозарите повеќе не можат да го издржат ВМРО ДПМН. Оваа криминална власт троши милиони евра на панорамско тркало во Скопје, а со тие пари ќе го решише проблемот на лозарите. Се организира тиквешки гроздобер, кога има ниски цени на откуп на грозјето, нема обезбеден пласман за откуп и има најсиромашни земјоделци, односно лозари во Македонија. По демократските промени, новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз ќе се грижи за земјоделците и ќе обезбеди поевтино производство и гарантиран пласман на земјоделските производи. Преку мерките за поевтини репроматеријали, воведување на зелената нафта и други слични мерки, значително ќе се намали производната цена, а земјоделските производи ќе бидат конкурентни како на домашниот, така и на странските пазари.